Обвинение ниту на повидок, тепачот во МНАФ, главен промотор на Бујар Османи како председателски кандидат на ДУИ. Беким Незири додека го чека епилогот на обвинителите, дали ќе соберат докази за кривично да го гонат, не пропушта митинг на интегративците, а социјалните мрежи ги користи да ја промовира матичната партија. Но не само реклама. Незири е меѓу првите говорници во првите редови заедно со функционерите на интегративците. И додека Незири води изборна кампања како председател на Чаирскиот огранок на ДУИ, обвинителството уште прибира докази за осомничените, меѓу кои функционерот на интегративците за нападот во македонската навигација. Истрагата против сите осомничени продолжува. Јавно обвинителската одлука ќе биде донесена откако ќе бидат преземени сите неопходни истражни действија. Кривичен откако се коригира во одлуката, па наместо само мерки за предпазливост им одреди домашен притвор на напаѓачите во македонската навигација за повторно судиите на барање на обвинителството да ги пуштат на слобода. Наместо во притвор, судот им ги одзема само пасошите и им забрани да го напуштаат градот во кој живеат. И не е само Незири помеѓу осомничените во партиските функции на ДУИ. Рамадан Брава како трето осомничен за инцидентот што ја потресе безбедноста на македонскиот и европскиот воздушен простор е значајна личност во Скопскиот огранок на ДУИ и има улога како офицер во службата за општи работи на МНАФ. Овие детали се на неговиот Facebook профил. Инцидентот во МНАФ се случи на 4 јануари годинава, кога 8 лица упаднаа во канцелариите на македонската навигација на аеродромот во Скопје и нападнаа контролор на летање, а откако синдикатот на контролорите за летање се кренаа на нозе поради несоодветната селекција на кандидатите на оглас за нови вработувања и обвиненија за партизација.